Кандидатите за председатели во Бугарија очекуваат околу 15.000 гласови од Македонија. Бројката ја темелат на лични калкулации, но и на искуство од претходните избори, кога со приватни коли и автобуси од Македонија се одеше на гласање во Бугарија. Многу од хората од Македонија идват до Бугарија. Многумина од Македонија доаѓаат во Софија, Кюстендил и Бугарија. Според мене, 10 до 15.000 македонци ќе гласаат на овој начин. Македонци гласуват винаги на изборите во Бугарија. Дека математиките и не им се толку погрешни покажува состојбата на терен, особено на крајниот исток. Од Штип, Делчево, Кочан и Виница и другите општини веќе се организираат групи на гласачи. Колкав е нивниот број е тешко да се утврди, зашто за бугарските пасоши и гласањето во тугина не се зборува јавно. Точно утврдена е само бројката на гласачи кои се пријавиле во конзулатот во Битола и амбасадата во Скопје. Македонија, както знаете, има само две секции. Околу 2000 гласачи од Македонија се пријавени во конзулатот и амбасадата, реално во две институции и не можат да гласат повеќе. Гласува повеќе од 1000 човека на едно место. Но гласањето во Бугарија за избор на пратеници во Европарламентот околу 500 македонци го платија со казни од 150 до 2500 евра. Ова на нив им дојде како силен шамар, па прашање е дали очекувањата на председателските кандидати за гласачи од Македонија реално ќе се исполнат. Дел од нив се обидуваат да ја амортизираат работата со убедување дека европските и бугарските избори не се исто. Имаше проблеми за европейските избори, тъй като за европейските избори За европските избори важеа поинакви правила. Важна беше адресата на регистрација, а не местото на живење. Ова бугарските власти не им го објаснија на луѓето во Македонија и затоа настанаа проблемите. Сега не е така и можат да гласат сите. Но сега нема такъв проблем, всеки може да гласува. Инаку на председателските избори во Бугарија има пријавено 21 кандидат. Сите тие сметаат и на поддршката на македонците со бугарски пасоши. Дали ќе ја добијат, ќе се знае веќе утре.